Денес утрото го започнуваме со Димитар Таневски. Работи околу 15 на години како туристички водич, но исто така од 2019 година работи како финансиски советник. Ќе ни открие денеска повеќе детали околу неговите две професии, но исто така на самиот крај ќе напоменаме и нешто за неговиот придонес во хуманитарните акции, односно за иницијативата Ways to Help. Господине Димитар, добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро, ви благодарам. На самиот почеток ќе ве прашам кои утрински ритуали се ваша секојдневна рутина? Во последно време примарен утрински ритуал е станување рано са бајле, спремање на едното детенце, пошто имаме мало бебенци, 2,5 годишно детенце, и потоа носење во градинка и после тоа ми почнува професионалниот дел од денот, на првото утринско кафе, доручек некој состаноци, работа. Зависи од што имам во тој ден како активности, бидејќи неколку различни професии имам и работам. На страна од работните обврски, дали го сакате утрото, дали сте ранобудник? Ако можам да бирам, не. Повеќе сум ноќна птица, што викаат, навечер можам било што да правам, наверојатно бидејќи потивко, помирно, повеќето луѓе, мислам, крајот на денот, меѓутоа утрото ми е како составен дел од денот, така да. Колку време точно работите како финансиски советник и кои се оние најчести прашања кои што ги добивате од страна на граѓаните? Така, почнав делум уште пред пандемијата, некаде 2018-2019, меѓутоа професионално крај на 2020-2021 година, навлегов многу и кои ми се работните обврски, состаноци, работам како финансиски консултант и за физички и за правни лица. Кога се работи со фирми, тоа е најчесто пристап до финансии, средување на некоја кредитна историја, грантови, сите овие што се ИПАРТ програми, национални програми и така натаму, а за физички лица најбарани или најактуелни работи се во последно време многу инвестирање, многу луѓе бараат начини како да инвестираат, најверојатно заради инфлацијата како да се оплодат тие пари, приватно здравствено осигурување, за жал заради таков како што ни е здравствениот систем, се повеќе луѓе гледаат како да имаат пристап до приватните болници, што е дел од модерниот свет, се на запад е така. Кога според вас е најдобро да се започне со инвестиции? Веднаш. Да, веднаш. Мислам, две работи се битни во инвестирањето. Еден, прво, лош концепт е дека најчесто луѓето сум приметил мислат дека треба да имаме многу пари за да инвестираме. Тоа се должи бидејќи на некој начин кај нас единствен или примарен начин на инвестирање луѓето го гледаат во недвижности, што захтева многу пари. Меѓутоа инвестирањето треба да биде исто како што луѓето што се навикнати да тргаат на штедна книшка, само наместо на штедна можат да инвестираат дали на берза директно сами или преку инвестициски фондови, или има сега многу повеќе во денешно време начини на инвестирање, но јас секогаш советувам веднаш, дури и со 1000 денари, 100 евра, зависи кој колку може и сака да се испланира финансиската иднина. Дали нашите сограѓани се доволно финансиски едуцирани? Колку сметате дека таа едуцираност е важна и во економска криза? Мислам дека се повеќе и повеќе станува, се едуцираат луѓето само иницијативно. За жал, не само кај нас, секаде во формалното образование недостасува многу таа финансиска едукација или финансиска писменост, како што ја нарекуваме. Меѓутоа, мислам дека со глобализацијата, со пристапот до информации, секој што сака може да дојде до информации за финансии и посебно кај помладата популација, мислам дека да, стануваат се повеќе, но од друга страна затоа постојат луѓе што го работат тоа професионално и можат да им излезат во пресред. Исто како што има за правен совет има адвокат, за медицина има доктор, постојат финансиски советници кои што се на располагање, можат да бидат контактирани кога и да им треба. Сакам да го фатиме делот и со туризмот, имено долго време работите и како туристички водич, од тука ќе прашам од каде најчесто имате туристи, која има можеби најатрактивна дестинација, еве можам да кажам која во Скопје или во нашата земја? Најмногу туристи, јас бар примарно имам од преку океанските, односно англиско говорено подрачје, но и шпанско, бидејќи од странски јазици изборувам англиски, шпански и српско-хрватски. Локално тука за
посета на Македонија, Скопје, Охрид, се од балканскиве земји, има доста од поранешна Југославија, па и Бугарија, да речам Турција и така натаму, но во мојот дел, бидејќи примарно работам со приватни тури, Америка, Канада, Австралија, Британија, па и цела она Латам, односно шпанско говорно подрачје, каде што во Македонија најмногу се посетува Скопје и Охрид. Нормално, Охрид мислам дека не се ни размислува, сите сакаат да го видат Охрид, но и Скопје е многу интересно за некако она што го имам приметено низ годините на работа, луѓето немаат очекувања кај нас и затоа се многу пријатно изненадени. Некој што ќе оди во Шпанија, Франција, Италија, знае што сака да види и што очекува. Тука доаѓаат и се многу пријатно изненадени од се што може да се види и од народот, на храната, некако менталитетот, таа близина, топлина. Кои се најчести предизвици со кои се соочуваат туристичките водичи и од позитивен и од негативен аспект? Многу. Еве, ајде, бидејќи сум од Скопје, живеам во Скопје, меѓутоа слични се работите секаде низ Македонија, најпрво нема јавни тоалети. Прво што бараат гостите кога ќе пристигнат е тоалет, што е незамисливо главниот град да нема, па и за локалните граѓани, не само за туристи. За наши луѓе сега некој да му се оди во тоалет да мора во кафич да отиде и да побара. Па да, што не е добро. Така да тоа е нешто што многу не достига. Друго, за жал, порано имаше, сега нема односно туристички информативен центар. Место каде што, доколку сте патувале, претпоставам, знаете, во секој град на железничка, аеродром, во самиот центар на градот има место каде што може да влезете, некој да ви каже што се најбитните знаменитости да ги посетите, како да се движите низ градот, јавен превоз, да земете некоја мапа на градот. Значи, некои основни работи што дури порано ги имало. Значи, за жал, јас знам сега од времето, постоеше туристички сојуз на Македонија, туристички сојуз на Скопје, кои што сега се замрени. Дури од Југославија тие постоеле, сега за жал ги нема. Колку овие основни работи кои недостасуваат се еден голем минус кај странските туристи за нашата земја? Па се. Мислам, најголемиот дел од туристите се групни туристи кои што доаѓаат со, мислам, во организирано патување преку туристичка агенција, така да кај нив веќе им е испланирано, меѓутоа да, не достига кога ќе дојде група, сега замислете, постари туристи ќе дојдат и шетаат низ центарот, тоалет. Нема тоалет, пауза правиме за да отидат кој каде стигне. Оние приватни тури лесно се менаџираат, значи од 1 до 4-5 луѓе, тука веќе водичот е на некој начин и како консиерж, односно целосен асистент, за се може тука да им се најде на луѓето. Дали е негативност? Но дали ги спречува да дојдат? Не е до толку. Едноставно е негативна слика за нас, би рекол. Придонесувате многу во хуманитарни акции, тука можам да ве прашам за иницијативата Ways to Help, која постои, ако не се лажам, од 2020 година. Така. Да, тоа е една иницијатива која што почна во пандемијата. Јас сум еден од основачите, меѓутоа иницијативата, родишот е на сопругата со неколку нејзини пријатели, имаат започнато. Иницијативата е да се помага на сите оние социјално загрозени семејства кои што им се наоѓаат и други, меѓутоа секогаш им е потребна помош. Тоа се дали луѓе што изгубиле, мислам, дали деца или семејства што изгубиле некој родител, останале без работа или едноставно живеат во сиромашни услови. Соработуваме со повеќе невладини организации кои што директно работат со нив. Примарно, пошто е познат Ways to Help, е платформата Плати сметка, каде што преку може било кој да отиде на ways2help.us и да плати сметка на некој семејство на кое што му исклучиле струја или му е пред исклучување, или да плати сметка за вода, кои што имаат поголеми долгови, и ние само ги пренасочуваме кон ЕВН или кон водовод. Значи директно се гледа на семејствата, се анонимни, меѓутоа со приказна, со кратка приказна за кој е тоа семејство, да знае човекот кој што донира, кому
Не, ова е за цела Македонија. И за цела Македонија, бидејќи онлайн платформа, многу донации имаме дури од наши што се иселеници кои што живеат во странство, кои што и редовно на еднаш месечно, два пати месечно ќе отворат и донираат на некое семејство. Наместо да донира некаде, не знам, да речем во Црвен крст, може директно на некое семејство да му ја плати сметката, што може да му значи тој месец да имаат струја дома, што е многу благородно. Покрај тоа организираме и други акции во текот на годината, например во август, септември собирање на школски прибори, ранчиња за дечиња на кога се почнува школската година. Ево моментално имаме баш во декември пред новогодишна акција за собирање новогодишни поклончиња, бидејќи тоа многу ги радува овие дечиња и дури одиме и ние на терен. И секој, бидејќи отворена иницијатива, да имаме доста волонтери, најчесто се тоа млади луѓе, меѓутоа и постари кои што доаѓаат и така со полно срце донираат и помагаат на луѓето. Ќе имаме повторно, верувам, можност да направиме подетелен разговор за самата хуманитарна иницијатива Ways to Help и ќе говориме нешто повеќе за сите акции околу собирањето на новогодишни подароци. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да го испиеме првото утринско кафе и да си поразговараме за вашите две професии. Ви благодарам и вам на поканата и секако во секое време ви стојам на располагање.